Наша силна препорака е да се продолжи овој рок на барем 18 месеци со цел да се создадат потребните услови за одржување на фер и демократски избори. Уште самиот почеток на преговорите, кога лидерот на владеачката партија одеднаш покажа волја да разговара, Цивил објави дека не треба да се разговара со протагонистите во бомбите, бевме убедени дека таквите преговори само ќе му дадат легитимитет на луѓе што го имаат изгубено легитимитетот. И посебно по извештаите кои што ги добивме за ужасната состојба во Република Македонија. Впрочем, се тоа што се случува е само горчлива потврда на сите наши претходни наоди од тешките изборни манипулации, злоупотребите и бескрупулозното владење на премиерот Никола Груевски и неговите политички приврзоци. Како и да е, по подпишувањето на договорот во Пржино за надминување на кризата, ние го поздравивме формирањето на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа подсетивме дека е потребно, многу е потребно да се формира и специјален суд. Цивил одамна бара Македонија да се прогласи за една изборна единица, а сега беше можност тоа и да се оствари. Со повеќе труд и притисок врз осрамотените и потполно дискредитирани преговарачи, протагонисти од бомбите. Баравме потполно департизирање и професионализирање на Државната изборна комисија. Баравме чист избирачки список и имавме решение за тоа како да се дојде до него. Понатаму баравме професионализирање и департизација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги, како и професионализирање и ослободување од партиските стеги на јавниот сервис на МРТВ. Освен делумна реформа на Државната изборна комисија и неколку брзи решенија за чистење на избирачкиот список, за кои сигурно нема време да се реализираат во дадената рамка за избори на 24 април, други резултати во Македонија ние не гледаме. Договорот за надминување на политичката криза не само што не се спроведува, туку злоупотребите и недемократското владење само се предлабочија по подпишувањето на договорот. Тој процес кој што ние го бараме, кој што носи реформи, подразбира ревизија на изборниот законник, промена на изборниот систем со кој Македонија ќе биде една изборна единица, воведување отворени листи, прочистување и подобрување на начинот на кој се формира и ажурира избирачкиот список, целосна реформа, професионализација и департизација на Државната изборна комисија, реформи, департизација и професионализација на Уставниот суд. Тука ќе го поздравам и господинот од Битола, кој што со нас сподели дел од неговата трагедија, како и втора конечна инстанца во жалбената постапка во рамки на изборните процеси. Но тоа што се усвои со договорите е далеко помалку од овие, според нас, основни услови за враќање на правната држава и демократијата и почитување на човековите права и слободи во Македонија. Накратко, со ваква имплементација на политичкиот договор, агонијата на Република Македонија само се продолжи. Цивил бара крај на политичкиот прогон уште од 2010 година, ослободување на сите политички затвореници и одржување на предвремени локални и претседателски избори, истовремено со предвремените парламентарни избори, тогаш кога ќе има минимум услови тие да бидат организирани. Да ве подсетиме, политичката криза трае од предвремените парламентарни избори во 2008 година, а кулминираше со црниот понеделник на 24 декември 2012 година со присилно исфрлување на опозиционите партнери, пратеници, и на новинарите од парламентот, по секоја цена да се донесе енормно високиот буџет во се посиромашната Македонија. Изборните процеси во изминатите 5 години се јасна илустрација за масовно кршење избирачкото право на граѓаните, тешка злоупотреба на свекупните јавни и државни ресурси на земјата во партиски цели и очигледна манипулација со избирачкиот список со размери кои можат пресудно да влијаат врз изборите. Нам не ни преостанува ништо друго, освен да констатираме јасно и недвосмислено дека локалните избори во 2013 година, претседателските и предвремените парламентарни избори во 2014 година се нелегитимни и незаконски.
Преговорите на четворицата лидери на најголемите парламентарни партии навистина доведоа до подпишување на политичкиот договор, но обструкциите на власта за негова имплементација и понатаму ја загрозуваат и самата идеја за одржување на слободни избори на 24 април 2016 година. Власта продолжува со притисоци, уцени и закани врз опозицијата и врз неопределените граѓани. Груевски ја форсира својата кампања преку медиумите, се задолжува и се однесува неодговорно со парите на граѓаните, со кои всушност ја купува токму нивната лојалност. Воедно, во скапа и валкана кампања ги сатанизира опозицијата, граѓанското општество, а неретко и меѓународната организација. Затоа, јас, како представник на Цивил денеска, сакам на сите да ви порачам дека на вистина заслужуваме подобро.